Значи, секогаш кога подготвуваме тестенини во претходно загриена вода, додаваме прво сол, ги додаваме Ја немам тестенини. Ало, давај брашното, брзо! Давај! Еве сме пак. 300 грама брашно. 300 грама брашно за 3 порции. 100 грама брашно, едно јајце. 300 грама брашно, 3 јајца. Тоа е еднакво на 3 порции. Првото јајце. Укршиме првото јајце. Треба внимателно, без брзање. Затоа што наједнаш, ако ја измешаме целата смеса, може да имаме грудки. Затоа тоа да го направиме внимателно, пажливо, постепено, без брзање. Додаваме уште едно јајце. Сега може и третото. И сега видете, постепено од краевите земаме од брашното и додаваме во јајцата, така да направиме едно убаво тесто за тестенина. Ако во случај осетите дека тестото е лепливо и му треба уште брашно, слободно додадете. И јас истото го направив. Вака спремното тесто, на крајот повторно му ставаме малце брашно, ќе го обвиеме со стреч фолија и оди 1 час во фрижидер. И еве го, тестото ни е веќе изладено. Ќе ставиме малце брашно на масата, чисто да не ни се залепи. И ете, талјателите ни се готови. И шо се со нив? Како што, ќе направиме преубава карбонара. Епа, добра карбонара нема без јајца. Тука ставам 5 јајца, тоа е само жолчки. 5 жолчки. И пуштаме да се блендираат. Сега ќе додадем и 150 грама пармезан. Овака изгледа смесата за карбонара. Во претходно завриена вода не додаваме сол, зашто веќе имаме, нели? Ќе додаваме само тестенините. Затоа што станува збор за свежа паста, доволно е само 3 минутки.
Би ве замолил да зачувате малце од водата кај што претходно се вареле тестенините. Ќе ни биде потребен за сосот, затоа што во нејзи има многу скроп. Со овој нож, јас ја исеков оваа сланина која сега ќе ја додадеме тука. Сега е вистинскиот момент да се додаде кралот, биверот. Се сеќавате на онаа вода што ви зборев со скробот? Сега е момент да се додаде. Ги додаваме и тестенините. Сега, исклучуваме, прекинуваме со готвење, затоа што сега е вистинската мајсторија на целиот рецепт. Сега ги додаваме јајцата кои што претходно ни се направени заедно со пармезан. Сега е вистинската магија, сега е моментот, сега тука не треба да се направи кајгана. Не знам дали забележавте, не додадов сол, затоа што со оглед на тоа имаме сланина, имаме пармезан, сосема доволно е. Уклучуваме повторно. Но, сега треба да бидеме многу внимателни. И да не готвиме многу. Сосема доволно. Убава, кремаста карбонара. Видете, уште чади. Морам да пробам. Извинете, но морам да пробам. Дечки, знаете што? Топло би го препорачувам ова јадење, затоа што ладно ич не е убаво.